Утре во кабинетот на председателот на Собранието Талат Џафери ќе се одржи координативен состанок на представниците на пратеничките групи за договор околу мандатите на локалната власт и распишување на локалните избори. Тие ќе треба да се договорат најпрво за одржување седница на која ќе се донесат измени на изборниот закон за да се овозможи продолжување на мандатот на градоначалниците и на советниците, а потоа и договор за датум за локалните избори. Вчера во Собранието се одржа неформална консултативна седница на представници на парламентарните партии за која нема официјални информации како завршила. Меѓутоа, регулирање на функционирањето на општините и закажување на локалните избори биле тема на разговор. Градоначалникот на Скопје Коце Трајановски во синокешното гостување во телевизија Нова истакна дека според негови сознанија представниците на политичките партии вчера начелно ги договориле условите и рокот во кој треба да се одржат локалните избори. Го поздравуваме како ЗЕЛС и јас лично како градшник на Скопје што денеска се состанаа представниците на политичките партии и што начелно по мои сознанија ги договориле условите под кои што практично тука е рокот кој што треба да биде да се одржат изборите. Меѓутоа имам сознание дека има и некои други условувања кои што сметам дека не треба да се условуваат со локалните избори. Изминатите денови ВМРО ДПМН и СДСМ излегоа со став за прифатливи датуми за одржување на изборите. Од ВМРО ДПМН истакнаа дека локалните избори треба да се организираат во најбрз можен рок, 2 јули, 17 или 24 септември или 15 октомври се датумите прифатливи за нив. Председателот на СДСМ Зоран Заев пак изјави дека изборите може да се одржат есенва или идната пролет. Апелот на ВМРО ДПМН е да се одржат локалните избори на 2 јули првиот круг и 14 дена подоцна на 16 јули вториот круг. Она што го гледаме од другата страна дека немаат расположение за брзи локални избори, инаку ако имаат би го прифатиле овој рок и би имале на 2 јули. Но очигледно е дека имаат недостаток на самодоверба, односно се плашат дека ќе ги загубат и бараат колку што е можно подолг период да се пролонгираат, така што од тие причини ние оставивме отворено уште 2 термина во септември, 17 и 24. И последен, како најдалечен што би можеле да го прифатиме, е 15 октомври. Се понатаму ќе биде грубо кршење на демократските процеси. Измената на членот, ако не се лажам, тоа е член 12, каде што стои прва половина на мај, треба мај да се замени само со нареден месец, кој што ќе се договори од наредната есен или наредната пролет, веројатно, и во преодните одредби да се даде лесно поврзување на истечениот мандат од мај, во преодните одредби на законот зборам, поврзување на истечениот мандат на мај на градоначалниците и советите до денот на самите избори. Изминатиот период и ЗЕЛС апелираше што е можно побрзо да се најде решение за мандатите, бидејќи од утре општините ќе се соочат со целосна блокада, а тоа најмногу ќе се одрази на граѓаните. Утре истекува 4-годишниот мандат на градоначалниците на општини и општинските совети. Со тоа локалната самоуправа нема да може да ги извршува своите законски обврски и клучни надлежности. Во средата Уставниот суд се прогласи за ненадлежен за мандатот на градоначалниците и порача дека тоа е во исклучителна надлежност на законодавецот.